Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Вечерва објавуваме. Новата Европска комисија работи на план за почеток на преговори со Скопје и со Тирана во март. Ке му претходат мини извештаи во февруари. I believe we have done a step towards achieving in March what we believe is desirable, an accession date for North Macedonia and Albania. Димитров е воздржан и не зборува за рокови. На хартија уредување на речните корита, на терен кражба на песок. Ако некоја се крадува 80%, сега тоа е сведено на минимални. Ама сепак се краде. Едва и двајцата водостопански инспектори главно безпомошни. Македонскиот централен регистар со најмалку бесплатно достапни податоци за фирмите во регионот. Во суштина, еден принципиелно неупотреблив алат во овој момент. А малкуте информации се плодна почва за корупција и криминал. Ќе молам за трпение се додека не го воспоставиме регистарот на вистински сопственици. 5 месеци е стопирана градбата на објектите во кои треба да се сместат факултетите за информатички науки и за физичко образование при УКИМ. Зградата за ФДУ е готова, но не е вселена. Проверивме зошто. Не сум заробеник на идолатрија, ни кон НАТО, па ни кон ЕУ, и тоа со ура, тоа е единственото можно решение, не најдоброто е алтернативи. Нормална држава, здрава држава, секогаш има. Саботажа. Бидете со нас, со сториите почнуваме за кратко. Гледате 360 степени. Масовна злоупотреба се случува на терен под превезот на потребата од уредување на речните корита заради превенција од појава на поплави и ерозија. Дозволите добиени за уредување се користат за безмилосно црпење песок од реките, кој потоа се преработува и се препродава по многу повисоки цени. Резултатот е уништено природно богатство, незначителна полза за државниот буџет и многу пари во приватни џебови. Единствената водостопанска инспекторка, која дури неодамна доби уште еден колега, се бори, но најчесто е совладана од интересот за профит, во кој се вмешани и представници на институциите. Истражуваше Славица Филиповска. Сирената од рано изутрина го најави протестот на жителите на Карбенци, близу Штип. Обвинуваат дека фирмата ангажирана да го уредува коритото на реката Брегалница прави нешто сосема друго. Искупува песок, што потоа го препродава. Сите се против песоко, што се краде, значи не се уредува речното корито. Сега има некаде однесено околу 300 камиони. Само на надоле копат, не се уредува корито. Ние имаме ниви до реката, не можеме да ги наводнуваме. Тоа е катастрофа, криминал голем се работи. Нема што да зборам на плачкивите. Увид на терен правеше водостопански инспектор. Заедно со представници на акционерското друштво Водостопанство, кое е носител на дозволата, и луѓе од местната заедница, се повлекува во општинската зграда да направат записник. По нив, пред општината, повторно истите демонстранти. Записникот се составуваше со часови, а мештаните чекајќи го исходот ја запоседна општинската зграда. На маката падна и по некоја шега. Веќе си добиеме баје, песоки си носиме бесплатно. Водостопанскиот инспектор утврдил дека ангажираната фирма не го уредува речното корито. Напротив, дека состојбата е дополнително влошена. Фирмата доби дополнителен период да ги санира штетите и секако да го запре ископот на песок. Ако не постапи, трајно ќе изгуби дозволата. Лаудата инспектор ќе само така, ние ќе те потржуваме и ќе стоиме посреди те. Лидија Зафировска до неодамна беше единствениот водостопански инспектор во земјава. Годинава доби уште еден колега. Таа одби да зборува пред нашата камера, но ни кажа дека бара од надлежното Министерство за животна средина да ги одземе сите дозволи за уредување на речните корита во државава, поради злоупотреби од ангажираните фирми. Причината за воздржаноста на Зафировска од јавен настап можеби треба да се бара во овој случај, регистриран во август годинава. На видеото се гледа како МВР апси камионџија, по пријава на локалните жители дека безмилосно и надвор од елаборатот се вади песок од реката Пчиња во Кумановско.
Полицијата ја повикала инспекторката Зафировска за да констатира прекршок, но камионџијата се обидел да ја нападне. Напад на службено лице при извршување на службени задачи. Иде, сакам да си ја проли. Стави си себе. Слична е состојбата речиси во целиот вардарски речен слив. Ова мочуриште го затекнавме близу Катланово, а погодена е повторно реката Пчиња. Камионите итаат со нови тури песок. Во Тетовско Желино пак сепарација има на самиот рап од речното корито. Уште пофрапантна е гледката по течението на Вардар 100 метри подолу, близу селото Сиричино. Соочени со сепарации багери на секој агол, трпат и рекреативните риболовци. Како почнав да работам во сепарацијата, нема риба. Нон-стоп работа. Едни копаат легално, други на диво. Целта на легалниот ископ е со вадење наноси да се регулира водниот тек и да се превенираат поплави. Надлежностите се поделени меѓу општините и акционерското друштво водостопанство. Деловите од речното корито фатени со генералниот урбанистички план ги регулира локалната власт, а се што е надвор од ГУПот е во ингеренции на водостопанство. И двете инстанци треба да изготват оперативен план во кој се одредуваат критичните места, а потоа и да побараат дозволи од ресорното министерство за да почне ископ заради уредување на коритото. Процесот за добивање дозвола не е нималку едноставен. Општините и водостопанство се носители на дозволите, но во недостиг на сопствена механизација вадењето на песок и чакал го препуштаат на приватни фирми. Фирмата што го вади материјалот, освен што има обврска да го уреди речното корито, им плаќа на водостопанство или на општините за ископаниот песок. Водостопанство има законска обврска да уплати 7% од добиената сума во државниот буџет, а општините половина задржуваат за себе, а половина уплаќаат во државната каса. Откупениот речен песок фирмите го транспортираат до сопствени сепарации за преработка, а потоа го препродаваат по многу повисока цена. Државните ревизори кои го чешлаа ископот на песок и чакал од Вардарскиот речен слив од 2015 до 2017 година констатираа дека на терен владее анархија. Конечниот ревизорски извештај е објавен во март годинава и во него се констатира прекршување на десетици членови од Законот за водите. Дадена е можност за постоење на пазар на кој се тргува со песок и чакал по цени што не се регулирани. Приходот што ќе го остварат правните субјекти е поголем од оној што го остварува АД водостопанство, кој како носител е обврзник за плаќање на надомест во корист на буџетот на РМ. Наведената состојба предизвикува можност од неосновано стекнување средства од продажба на песок и чакал како природно богатство и помали приходи на АД водостопанство и буџетот на РМ. Ревизорите констатирале дека водостопанство нема контрола на извадени, употребени и продадени количини на песок и чакал, додека Министерството за животна средина пак евиденцијата за издадени дозволи ја води во неформален Word документ. Ревизијата утврдила дека годишната уплата во буџетот од вадењето песок и чакал се намалува. Ако во 2015 се слеале околу 20.000 евра од 7% што е должно да ги уплаќа водостопанство, во 2017 сумата се спуштила на 6.500 евра, а ситуацијата на терен не покажува намалување на механизацијата. Наведените слабости представуваат приказ на систем во кој има можност за манипулирање, неконтролирано вадење на песок и чакал, неосновано стекнување со средства по пат на продажба на песок и чакал како природни богатства, помалку уплатени средства во буџетот на РМ, а со тоа и влошување на постојниот режим на водите и појава на процес на ерозија и поплави. Ревизијата се однесува на системските пропусти во легалниот ископ. За нелегалниот, Македонската асоциација на рударите во минатото тврдеше дека дивите копачи вртат и до 50 милиони евра годишно и дека се нелојална конкуренција на лиценцираните каменоломи. Денес, Асоциацијата на рударите не прави разлика меѓу диви и легални копачи. Без исклучок, тие договори се злоупотребуваат преди се, веројатно, затоа што нема квалитетна инспекцијска контрола, нема ни доволно инспектори. И сега тој што е со кој е заклучен договорот, наместо да го прочистува речното корито, тој гледа како да извади материјално добро од тоа речно корито, да го извади песокот. Свесни сме виделе сите дека има копање, дупки оставано и така. Тоа не е регулирање на речното корито.
Конечниот ревизорски извештај стигнал и до водостопанство. Верувајте, оваа година максимално се врши контрола да биде се во најдобар ред. Значи, ако некоја се крадува 80%, сега тоа е сведено на минимални. Ама сепак се краде. Јас не можам да кажам дека никога јас лично не сум фатил, меѓутоа од слушање секојаш ќе има такви озборувања, меѓутоа ние се трудиме да тоа го сведеме на нула. Со 3 фирми водостопанство веќе ги раскинало договорите. Песокот го изнеле, а не платиле. Во еден случај активирана и банкарска гаранција. Дека ревизорскиот извештај поттикнал построга контрола, Најденовски се понуди да покаже со пример. Отидовме до Градско, каде Вардар го пробил речното корито, па се санираат штетите. Еве, ова ќе биде брегот на Вардар, ќе шодиме. И гледате се прави нас. Секој изнесен камион се евидентираше со документ од ресорното министерство. За секој камион, значи, спратница посебно. Со каменот се прават косини за Вардар да се стави под контрола. Песокот оди на продажба. Зависно од временските услови, ископот под надзор се одвива најдоцна до 17 часот. Кој ви гарантира дека откако ќе се заминете вие на крајот на работното време не продолжуваат да копаат? Па често пати вршиме и ние контроли во тој дел, така да значи немаме видено. Има такви ситуации, ама некога ги заведувани се во случајот и од полицијата има заведено такви случаи во кои што не сме биле присутни ние. Минатата година водостопанство собрало околу 650.000 евра од ископ на песок, но велат дека приходот не им е доволен за самите да купат механизација, оти имале многу други расходи. По препорака на ревизорите донели ценовник, кој предвидува од 60 до 120 денари за метар кубен песок. Од Асоциацијата на рудари велат дека купувањето речен песок е исплатливо, зашто со преработка тој најчесто завршува во градежништвото, а цената расте повеќекратно. Ангажирањето подизведувачи на терен, но и испреплетеноста на каменоломите со сепарациите, на крај носи профит. Кој ќе почне така да се тој проблем мултиплицира еден на друг и може и тоа е целта, да се изгуби тој што е првиот до последниот, да се изгубат траговите и после не се знае кој е крив. Важи ли нешто да се превземат мерки по допрен глас? Но освен дозволите за водостопанство, граѓаните будно ги следат и локалните власти, кои се носители на дозволи за ископ во градско подрачје. Последниот случај беше во Скопска керамидница, чии жители алармираат дека неконтролирано се вади песок. Град Скопје тврдеше дека се чисти коритото од шут, кој ќе заврши на депонија. Жителите пак обвинуваат дека се вади песок кој завршува како градежен материјал. И жителите на Горно Коњаре неодамна протестираа пред општина Петровец. Оти копањето на брегот на Пчиња ги оставило без чиста вода за пиење. Кога инспекторот на терен прави записник за констатираниот прекршок, поднесува и барање за да почне постапка за спогодување пред комисија од Министерството. Законот за води предвидува казни од 200 до 20.000 евра. Ако нема согласност да се плати половина од глобата, случајот завршува на суд. За иронијата да биде поголема, ниту една пресуда досега не е во полза на инспекторатот. Северна Македонија и Албанија да почнат преговори за членство во Европската Унија во март следната година. Ова е крајната цел на планот на кој работи новата Европска комисија, предводена од германката Урсула фон дер Леен. Неговите главни елементи беа тема на разговор на денешниот работен појадок во Брисел на министрите за надворешни работи на ЕУ во организација на шефот на грчката дипломатија. Македонскиот министер Никола Димитров, кој присуствуваше на појадокот, не зборува за рокови. За земјава сепак се чини повторно високо на агендата се враќа потребата од носење нов закон за јавно обвинителство во наредните месец-два, бидејќи Европската комисија во функција на планот за позитивна одлука во март планира во февруари да објави скратени извештаи за реформскиот напредок во Северна Македонија и во Албанија. Во Брисел е Владимир Мирчевски. Европската комисија работи на план чија крајна цел е почеток на преговори за членство со Северна Македонија и со Албанија во март следната година. Новиот еврокомесар за соседство и проширување, унгарецот Оливер Вархели, за ова денеска овде во Брисел ги информирал министрите за надворешни работи на земјите членки на Европската Унија на работниот појадок на кој присуствуваа и шефовите на македонската и на албанската дипломатија, Никола Димитров и Гент Цекај. The debate was very encouraging. It seems that we should be able
to move ahead and correct the mistake that was committed in October. And we should be able to start accession negotiations with both countries still the next spring. Идејата на Вархели според информациите на 360 степени е документот за реформа на методологијата за преговори во нацрт верзија да излезе од Европската комисија кон крајот на јануари, пошто еврокомесарот за проширување би почнал консултации со земјите членки на Унијата. Во идеално сценарио, новата методологија и одлуката за почеток на преговори со Скопје и со Тирана би требало да се донесат во март. Појадокот беше во организација на грчкиот министер за надворешни работи Никос Дендиас, чија влада, по првичната резервираност, се обидува да стане предводник на иницијативата за исправање на грешката кон соседните земји од октомври минатата година. We had done a step forward. Both Minister Dimitrov and Minister Tsaiga had the chance to explain their case to my fellow foreign ministers of the European Union and answer to a few questions. So I believe we have done a step towards achieving in March what we believe is desirable. An accession date for North Macedonia and Albania, provided, of course, provided that they have continuing their reforms and they have achieved their targets and their conditionalities. We would even like to give a green light beforehand, in March already. And you feel there's a very, very tight time frame, and I believe everybody in the room now agreed that we remain committed to the Western Balkans, we remain committed to the perspective, and now is the question that we proceed quickly to make it credible. На појадокот на кој учествуваат 20 на шефови на дипломатии, меѓу кои на Германија, Холандија, Данска, Австрија, но не и на Франција, која беше представена на амбасадорско ниво, дел од министрите на Унијата отворено зборувале дека реформата на преговарачкиот процес не смее да го кочи стартот на преговори со Северна Македонија и со Албанија. The message that we heard from all the countries that spring we want to see starting accession talks with both countries. What about the French non-paper? French non-paper, at least most of the ministers expressed position that yes, this is a good proposal. Of course, with some ideas we agreed, with some not, but these are two processes. So the starting negotiation talk should not be postponed while we are negotiating the new framework for accession. So these processes can be parallel. It was an important meeting where Romania has expressed full support for the accession process of both countries, and we have expressed our full support for the enlargement policy. As to the new methodology which is suggested in order to make the enlargement process more efficient, I have expressed the position that, of course, any kind of process making methodologies more efficient are welcome, but this should not block the current accession process of Albania and North Macedonia. Шефот на дипломатијата Никола Димитров вели дека Македонија сака да гледа напред, а не да се занимава со тоа кој е виновен што во октомври немаше одлука за преговори. Сепак, Димитров е предпазлив и не зборува за рокови. I just want to express my gratitude to Minister Nikos Dendias and our Greek friends for hosting this breakfast. We are neighbors, we are becoming very good friends, and we have things to do. There was no decision in October. In June we were told that there will be a decision, so we need to correct that. And I don't think there is an alternative for the Western Balkans but European integration. We won't fall into the trap of victimhood and blame anyone. We will continue to produce good news, both on the reform at home and good neighborly relations with everyone. And we will make it impossible for any member state to say no again in the next few months. Временската рамка за идните чекори би требало да изгледа вака. Европската комисија до крајот на јануари изготвува нацрт методологија за пристапните преговори и почнува консултации со земјите членки на Европската унија. Европската комисија во февруари објавува скратен извештај за напредокот во реформите во Северна Македонија и во Албанија. Советот на Европската унија, односно земјите членки на Унијата, кон крајот на март ја усвојуваат новата методологија
и носат одлука за почеток на преговори со Скопје и со Тирана. Во календарот на Унијата предвиден е состанок на Европскиот совет на 26 и 27 март, кога веќе ќе бидат завршени и локалните избори во Франција, кои се закажани за периодот од 15 до 22 март. Се смета дека, а тоа биле дел од пораките на денешниот работен појадок, клучно за македонското досие ќе биде пред Европската комисија во февруари да го затвори скратениот извештај за земјава во собранието да се донесе нов закон за јавното обвинителство. Од Брисел за 360 степени, Владимир Мирчевски. Еден реформски процес на актуелната влада, кој во денешното интервју за МИА го поздрави и американската амбасадорка Кейт Бърнс, е зголемената транспарентност. За разлика од пред 3 години, сега се јавно достапни многу повеќе податоци за начинот на кој извршната власт ги носи одлуките или за тоа каде и како се трошат парите од буџетот. Но земјава е на дното во регионот според достапноста на личните податоци за фирмите, независно дали станува збор за оние што добиваат пари од буџетот или не. Маја Васева Трајкова истражуваше какви се искуствата со централните регистри во соседството и кога Северна Македонија ќе го стигне барем регионалниот стандард. Централниот регистар е институција со која најчесто работат фирмите, но каде се парите, таму се и новинарите. Владо Апостолов од Бирн редовно ги истражува сомнителните компании и нивните газди. Но во 21. век, кога си би требало да биде и на интернет, тој мора лично да дојде на шалтер, за да може да ги комплетира истражувачките стории. Процедурата не го чини пари, но губи драгоцено време. Имено барање кое што е под онака драфте, кој што може да се пополнат основните информации за фирмата за која што се интересирате. Мора да добиете подпис од уредникот на тоа барање. Се поднесува во архивата на Централниот регистар и утре дента можеш слободно да дојдеш и да влезеш во архивата, да ти ги отворат папките. Тоа се баш буквално папки во кои што е сместена целата историја на фирмата од нејзиното основање до денес. Апостолов многу побрзо би можел да објави, на пример, кој е добитникот на некој сумнителен тендер, а со тоа и да превенира злоупотреба на пари, ако Централниот регистар имаше интернет страница која би била употреблива. Ниту јас, ниту генерално целата јавност ретко го користи сајтот, затоа што е затворен и за секој податок основен, како што е собствеништво на фирма, адрес и слично, мора да се плати. И од тој аспект дефинитивно е проблем. Дека интернет страницата не им е од помош на истражувачите, се согласува и софтвер инженерот Андреј Петровски, коавтор на прирачник за новинари и истражувачи, изработен во соработка со Бирн. Релативно мал сет на податоци, релативно тежок сајт за користење, односно не е она што се вика user-friendly. Во суштина, еден принципиелно неупотреблив алат во овој момент. Како во пракса функционира сајтот на Македонскиот централен регистар? Прво, тоа е само на македонски јазик и кирилско писмо, што значи дека не ги задоволува ни домашните законски јазични норми, а не пак да биде употреблив за странец. За илустрација тргнавме во проверка на информациите за фирмата Amadeus Development, која своевремено го купи земјиштето за така наречените шпански скали на плоштадот и 2 државни парцели спроти градски стадион. Нема инстант резултат, туку прво треба да се најде единствениот матичен број на фирмата, што подразбира претходна проверка на сајтот на Управата за јавни приходи. Откако ќе се внесат матичниот број и безбедносните карактери на македонскиот пребарувач, добиваме име на фирма, големина и статус. Нема информација кој е сопственик, кога е формирана, колку пари врти годишно. За споредба ги проверивме централните регистри во Албанија и во Црна Гора. Кај западниот сосед, сајтот има и верзија на англиски, но само за основните операции за пребарување. Сепак, со неколку клика се доаѓа до низа податоци за секоја регистрирана фирма. За разлика од Северна Македонија, каде немаш информации за нашиот пример со Amadeus Development, во Албанија бесплатно и брзо дознаваме детали за фирмата мајка Amadeus Group. Акционери во фирмата која во моментов го има земјиштето се Беси Мелшани и Елизабета Ѓони, формирана 1997 година и работи со трговија, угостителство, енергетика, транспорт, телекомуникации и градежништво. Краткото пребарување не носи до целосен историјат на фирмата и многу други податоци.
Сајтот на Црногорскиот регистар исто така нуди брзо пребарување, но повторно само на официјалниот јазик на земјата. Пребарувањето сепак е едноставно и нуди податоци за сопствеништво, адреса, година на основање и други детали за бараната фирма. Количината на податоци е значително помала од албанскиот регистар, но е далеку подобро од македонскиот. Често во истражувањата сме барале информација од Србија, од Белградскиот централен регистар. Многу поголем број податоци, многу важни податоци за фирмите, таму се јавни. Од сопствеништво, од членови на управни одбори, висина на капиталот што го има наличност во фирмата, адреси, сметки, се што, како што реков, како податок може да те однесе некаде во истражувањето, таму е јавно, за разлика од кај нас, и најважно бесплатно. И тоа може да го користат сите, не само новинарите. Од Централниот регистар признаваат дека нивната веб страница е застарена. Дизајнирана е пред 10 години и од тогаш воопшто не била обновена. Воопшто нема никаква промена во редизајнот на веб страницата. Во моментот сме во фаза на изработка на комплетно нов веб портал. Веб страницата во овој момент е многу комплексна, изобилува со многу податоци и многу е потешко да се навигира за да се дојде до бараниот податок. Тоа што сега почнува да го прави Централниот регистар, според Националниот акцијски план за отворено владино партнерство, требало да биде готово уште во август. Досега само е потпишан договор со фирмата Реактив. Тендерот тежи околу $500,000 евра, пари со кои треба целосно да се модернизира електронското работење на Централниот регистар, вклучувајќи и изработка на веб страница која ќе нуди повеќе информации за домашните фирми. Со планираните подобрувања, македонскиот бизнис регистар ќе биде сличен на црногорскиот, но ќе заостанува зад отвореноста на албанскиот. По однос на веб страницата, за жал, морам да го посочам и следново. Од 2013 до 2017 година е затекната состојба каде што воопшто не е инвестирано во развој на институцијата. Во Националниот акцијски план на владата се цитира Светска банка која констатира дека недостигот на податоци за правните субјекти е клучен овозможувач на корупцијата, организираниот криминал и перењето пари. Конечно, корпоративна одговорност и интегритет не се можни без јавен, слободен и отворен пристап до основните податоци за правните субјекти. Мислењето го дели и софтверскиот инженер Андреј Петровски. Важно е во секоја држава, вклучително и во Република Северна Македонија, особено со оглед на тоа дека сме имале коруптивни скандали, скандали на непотизам и така натаму, да имаме еден регистар во кој што лесно ќе можеме да дојдеме до информации кој е собственик, односно кој одлучува или кој е поврзан со субјектите кои што да кажеме добиваат државни тендери или трошат државни пари на некој начин. Надградба не бараат само новинарите и истражувачите, туку и самиот бизнис. Барањето на Стопанската комора на Македонија е да се малку прошират и надградат услугите. Зошто тие јавно достапни податоци не ги прошириме во делот кој е лице кое што ја застапува компанијата, зошто не го прошириме во делот на вкупниот промет и остварениот финансиски резултат. Со Законот за спречување перење пари и финансирање тероризам, предвидено е формирање на нов регистар кој во иднина ќе овозможи преку пребарување на име на поединец да се дојде до сите фирми во кои тоа лице има сопствеништво. Овој нов регистар требаше да се полни со податоци од 1 октомври годинава, но работите се одложени. Ќе ве молам за трпение се додека не го воспоставиме регистарот на вистински сопственици. Во моментот сме во една фаза која што се уште се работи и не можам да ви потврдам сега во моментот како ќе изгледа. Го чекаме решението на Nexens, тие кои што го изработуваат регистарот на вистински сопственици. Бошковска Јанковски вели дека собирањето на податоци ќе почне до крајот на годинава, но не знае кога новата алатка ќе биде пуштена во употреба за новинарите и јавноста. Во меѓувреме, бизнис секторот и пошироката јавност ќе мора да плаќаат за услугите на Централниот регистар, а новинарите како Владо Апостолов и понатаму ќе мора да доаѓаат и преку барање со потпис од уредник да ги бараат основните податоци за фирмите.
Настрана од контроверзиите за естетиката и потрошените пари, проектот Скопје 2014 требаше да го реши стамбеното прашање на 3 државни факултети од УКИМ. Иако една од зградите за Факултетот за драмски уметности е готова, професорите и студентите се уште не можат да се вселат во неа. Објектите за Факултетот за информатички науки и за физичко образование почнаа да се градат пред 4 години, но се уште се во фаза на карабина. Зошто заглавија овие милионски проекти? Сторија на Петар Кленчарски. Во студено декемвриско утро пред точно 4 години, градежна механизација ненадејно почна да го чисти теренот во кампусот на УКИМ. Ке се градат 2 факултети, беше објавено, и тоа во барок, за физичко образование и за информатички науки. Дел од студентите и професорите се кренаа против, бидејќи никој не слушнал дека ректорската управа ја дала неопходната дозвола. Во знак на револт, студентите на Универзитетот Кирил и Методиј објавуваат прекинување на работата на ректоратот. Било каква интервенција од надвор на било која власт на територија на универзитетот без одобрение на органите, во овој случај без одобрение на Сенатот и на ректоратот, не може никој да влегува и најмалку нешто да превземе како акција или град. А полицијата беше таму за да ги штити деканите на факултетите, кои требаше да добијат нови згради. 65 години факултетот обстојува во енормно лоши услови. Конечно студентите по информатика ќе добијат зграда. Станува збор за преку 2-3 студенти кои што се двигател на растот на УКИМ. Нова барокна зграда требаше да биде решение и за Факултетот за драмски уметности. Неколку години подоцна сите се уште во старите објекти. Гласот на студентите и професорите е единствената врева која веќе 5-ти месец може да се слушне во централниот кампус на УКИМ во Скопје. Скелињата поставени околу карабините на двата нови факултети се празни. Нема работници, нема градежни активности. Во непосредна близина се уште стои таблата дека изведувач на барокните факултети е компанијата Бетон Штип, која доби тендери од Министерството за образование во вредност од 20 милиони евра. Но Бетон Штип од јули годинава е во стечај. Постапката се води во судот во Штип. На последното рочиште пред една недела, до стечајниот управник стигнаа побарување од 571 доверител, од кои 124 се компании, а останатите се поранешни вработени во фирмата. Судот во Штип утврди дека Бетон должи 15 милиони евра, а спорни се уште дополнителни 8. За сега, јавно не се знае кој е најголем доверител, но во службен весник може да се види дека значителен дел од долгот на Бетон Штип е кон дел од фирмите газди. На 16 октомври годинава, Комерцијална банка од Скопје одлучила побарувањето од 3 милиони 963.842 евра од Бетон Штип да го отстапи на Орка Холдинг на Орце Камчев и Тим на Панделевски. Според последните податоци од Централниот депозитар, Орка Холдинг има 19,5% од Бетон Штип, а исто толкав удел има и Тим. Но овие игри не го засегаа директно Министерството за образование и наука, кој е инвеститор во факултетските згради. Министерот Арбер Адеми вели дека Бетон Штип не им останал должен, бидејќи навреме го поништиле договорот, откако не бил испочитуван рокот од 3 години за изградба на објектите. Më 27 qershor të vitit 2019, para se të shkojnë në falimentim, shoqëria aksionare Beton Shtip është aktivizuar garancioni bankar nga ana jonë dhe siç theksova për mos përmbushje të detyrimeve kontraktuese dhe se sigurisht menjëherë është bërë një prerje të gjitha punimeve të cilët janë të kryera aty. Парите од буџетот, уверува Адеми, биле исплаќани по завршување на секоја градежна ситуација. Според сработеното, Монза Финк е исплатил 1.750.000 евра од предвидените 13 милиони или за околу 14% од изграденото. За факултетот за спорт пак, реализацијата била 16%, па од предвидените 7 милиони евра, досега се исплатени 1.150.000 евра.
Тоа што не е потрошено, ќе се пренамени за доизградба на објектите. Do të shpallin furnizim të ri publik, ashtu siç theksohen, iniciative këtilla ekzistojnë nga ana jonë. Më 28 tetor të këtij viti ne kemi dorëzuar informacion në qeveri që të marrin pëlqim për shpalljen e një procedure të prokurimit publik shumë vjeçar dhe mbetet një nga synimet tona, objektivat tona në kuadër të realizimit të investimeve kapitale që të ndërtojmë objektet e këtyre dy fakulteteve, edhe për këtë vit, por edhe për vitin e ardhshëm, do të gjenden mjetet mjaftueshme që në përputhje me dinamikën e parapar të ndërtohen këto dy objekte. 360 степени побара став за актуелната состојба од раководствата на факултетите, за разлика од пред 4 години кога беа гласни, сега одлучија да не зборуваат јавно за просториите и условите во кои изведуваат настава. Барокот на Скопје 2014 требаше да го реши проблемот и на друг факултет, на оној за драмски уметности. Нивната зграда е готова речиси 2 години, но тие се уште не може да се вселат. Проблемот тука е што за зградата од 8 ката, чиј инвеститор е владината служба за општи и заеднички работи, долго не можеше да се направи технички прием поради серија недостатоци. Директорот на службата Пеце Мирчевски вели дека на проблемот му се гледа крајот. Чекаме во моментот само правобранителство заедно со катастар да го пише објектот во имотен лист, за да можеме следната фаза да го предадеме објектот на факултетот со одлука на влада. Че ние после завршување на целава постапка ќе го предадеме објектот на факултетот за драмски уметности и они од тука натаму треба да стопанисуваат и да се грижат комплетно за објектот. Тоа значи плаќање на сите режиски трошоци и одржување по аспект на објект и по аспект на одржување на хигиена на самиот објект. Така доставаме на нив. Како се снаоѓаат во старите простории, но и колку им одговараат новите, не успеавме да дознаеме од раководството на Факултетот за драмски уметности, како и нивните колеги од Финки и Див, и тие одлучија да не настапат јавно. Одговорите ќе се видат наскоро, откако студентите на ФДУ ќе почнат да следат настава во новите простории. Нивните колеги од Финки и од Факултетот за физичко образование ќе почекаат уште неколку години за да видат дали новите барокни зданија се вистинско и трајно решение за актуелните проблеми. Ве поканувам да останете со нас и по кратката пауза. Заедно ќе ја видиме саботажата. Истакнувањето на македонскиот бајрак во Лондон изгледа е резултат на крупен политички превид, кој по се изгледа ќе биде ревидиран и соочен со санкција при евентуална промена на владеачката гарнитура. Впечаток е дека пониските партиски ешелони натаму цврсто маршираат, ама во спротивна насока од своите команданти, кои изгледа самите се престроиле, без да им дадат таква наредба на своите бојовници. Тоа е капитулантски договор кој никогаш нема да биде признаен од ВМРО ДПМН. И нема да го почитувате. Молам? И нема да го почитувате. Апсолутно. Дополнителна скепса фрла и ревитализацијата на ставовите својствени на претходната идеолошка матрица која ја креираше факултетскиот колега на неговата нестудена наследничка. Таа се подпираше на некаква смарт политика во која постојано се акцентираше потребата од изнаоѓање други можности, кои иако беа без јасно преюдицирање, секогаш водеа во насока која е спротивна од залезот на сонцето. Не сум заробеник на идолатрија, ни кон НАТО, па ни кон ЕУ, и тоа секој кој што е на вистина загрижен европеец, така ќе се однесува, а не со ура-ура, тоа е единственото можно решение, не најдоброто е алтернативи. Нормална држава, здрава држава, секогаш има. За стабилна и пристојна држава потребен е цврст систем кој нема да зависи од волјата на оние кои нудат алтернативи, туку од прецизни правила од кои нема да се отстапува. Оттаму и разбирлива дилемата кој некои требало да го изградат, а тоа не успеале да го сторат. Како тие што ги подкопале темелите може да нудат решенија за кревање на носечки столбови. Сега вие да викате дека владата
не направила ништо да го сруши тој систем, се постава прашањето зошто го изградивте таквиот систем во судството, а не сега зошто не можело за 2 години да се демонтира тој систем. И сега викате после 12 ние ќе го реформираме, зошто го направивте такво за да го реформирате? Принципиелноста е важна заложба, но реформите може да бидат успешни само ако однапред се пресмета ефектот кој ќе го предизвикаат. Предизвикот е сериозен, но тој во македонски услови е непрактичен, бидејќи искуствата покажуваат дека кај нас со проверка на имотот ништо не може да се докаже. Тие сигурно не купиле јагуари и куки од парите ако ги зеле парите воопшто. И воопшто дали зеле пари тука не е прашање пари. Они сакаат да бидат слуги на власта. Таа парадоксалност се огледа низ од аболицијата затнатата санитарна цевка, која со специјално средство кој ќе биде ставено во употреба може да биде отпушена директно во Европа од Уставниот суд. Е само обична четка која послужи само за да се потурне содржината. Јован Илиевски, обвинителот заради кој што е формирано СЕО, го остави судија во Страсбур. И имате сега не само тоа, као таа брука, туку тој сега, претпоставувам, таму ќе ги извади џокерите кои ќе дојдат, овие неговите што го пратиле и што му излобираа место во Страсбур. И на крајот, таквото сценарио не би можел да го предвиди ниту Куросава. Мислам, правиме шарамонијада од правниот систем, шарамонијада од правниот систем. Рашомон е ремек дело, а Шарамон е само наша лоша и скапоплатена серија, за која нема сценарист кој ќе ја напише последната епизода. Толку за вечерва. Се гледаме повторно в петок од 22 часот. Во меѓувреме следете не на интернет страницата 360stepeni.mk и на нашите профили на социјалните мрежи. Пријатно!